Почтувани, добар ден, вие сте со вестите на Канал 8. Советот на општина Кочани ја одржа последната седница за оваа година. На дневниот ред се најдоа само 3 точки, меѓу кои главни беа предлог буџетот за 2017 и предлогот за негово извршување, но тие не добија поддршка од опозицијската советничка група. Предлог буџетот на општина Кочани за 2017 година доби зелено светло од мнозинството членови на Советот. На седницата, што наместо во салата на Советот се одржа во туристичко-информативниот центар на Пониква, се разгледуваше финансискиот план за наредните 12 месеци, како и предлогот за негово извршување. Слично како и во изминатите години, и овој пат тие беа причина за спротивставени мислења меѓу советниците. Оние од власта со гласањето за предложените приходни и расходни ставки дадоа поддршка, додека пак опозицијската советничка група излезе со оценка дека со вака распределените средства до година општина Кочани не треба да очекува некаков развој. Според координаторот на советничката група на Социјалдемократскиот сојуз, во 2017 година парите на граѓаните ќе се трошеле за непродуктивни цели. Во врска со денешната седница на Советот на општина Кочани и донесувањето на буџетот за 2017 година, не дадовме поддршка од една единствена цел, што генерално буџетот е проектиран на голем дел трошоци кои што се непродуктивни во делот на трошоците на општинската администрација и други оперативни трошоци кои што не носат развој на општина Кочани. Меѓутоа истовремено сакам да ве охрабрам дека овој буџет неминовно ќе мора да претрпе ребаланс и очекуваме дека новата влада која што ќе биде формирана многу брзо ќе даде поддршка во општина Кочани. Сакам да спомнам дека во изминатите години не достигнуваше поддршката од страна на централната власт, меѓутоа граѓаните треба да бидат охрабрени затоа што доаѓа живот во општина Кочани. Инаку, на последната седница на Советот во оваа година се разгледуваше и предлог одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници во 2017. При тоа беше прифатен предлогот од централната власт, според кој висината на бодот ќе остане непроменета, односно, исто како и лани, и до година тој ќе изнесува 76,8 денари. На крајот од седницата своја обраќање имаше и градоначалникот Радко Димитровски, кој пред советниците зборуваше за проектите и активностите што општината ги реализирала во годината што изминува. Бројот на заболени од грип и од ентеровирози во источниот регион продолжува да расте. Во Центарот за јавно здравје во Кучани се регистрирани 26 лица со грип, но далеку поголем е бројот на лица со здравствени проблеми на горните респираторни патишта. Над 20 на лица со симптоми на грип се регистрирани во Центарот за јавно здравје во Кочани, откако заболувањето почна да зема замав. За сега состојбата со ширењето на заразата се уште се оценува како стабилна, иако според искуството од изминатите години не се исклучува можноста токму за време на предстојните празници бројот на болни да продолжи да расте. И додека временските услови доскоро се уште ја оневозможуваа појавата на грипот, промените на дневните и ноќните температури придонесоа за зголемување на бројот на заболени со други симптоми, кои пред се пожалиле на проблеми со органите за дишење. Од Центарот за јавно здравје велат дека состојбата на терен редовно се следи, а ширењето на грипот се уште не го оценуваат како алармантно. Сепак загрижува бројот на пациенти со останати сезонски заболувања. До сега, до 51 недела, се 26 случаи. Меѓутоа, кога зборуваме за паралелно со пријавувањето за грип, имаме и алерт систем на пријавување, тоа се симптоматско пријавување неделно исто. Значи, во однос на 4 недели наназад, кога имавме 350 случаи на горно-респираторни заболувања, сега бројот е зголемен двојно, значи околу 600 случаи неделно. Тука се, значи, тонзилофарингити, ангини, синузити и слично, а исто и долно-респираторните го следат овој тренд, значи постепено и долно-респираторни се покачуваат. Според доктор Карамфилова, во евиденцијата на Центарот за јавно здравје е регистрирано дека од вкупниот број заболени од грип нема ниту едно дете на возраст до 4 години, а најголем број од пациентите се на средна возраст од 15 до 55 години. Хоспитализираните деца на детското оделение во општата болница во Кочани најчесто имаат проблеми со ентеровирозите, односно симптоми на покачена телесна температура, повраќање, пролив, болки во стомакот и слично. Состојбата во соседните градови не е поразлична од онаа во Кочани.
што се однесува и до регионот што го покрива Центарот за јавно здравје, и тука состојбата во моментот е релативно мирна, така да имаме податоци. За Виница имаме 4 лица до сега пријавени заболени од грип, во Пехчево 8, во Делчево 3, а во Берово немаме пријава за болен од грип. Иако засега нема потреба од паника за можна епидемија од грип, сепак лекарите препорачуваат граѓаните да ги преземаат вообичаените мерки за активна заштита. Тоа пред се однесува на начинот на исхрана, со внесување повеќе течности, чаеви, природни сокови. Потоа да се избегнуваат контакти со болни и лица кои покажуваат симптоми на заболувања, како и да се намали подолгиот престој во затворени и непроветрени простории. Бизарна сообраќајна несреќа се случила во Кочани, а ја предизвикал средновечен кочанец кој доживеал инфаркт и починал во моментот кога го управувал својот автомобил. Во сообраќајката оштетени се уште 2 возила, а надлежните направиле увид и работат на расчистување на настанот. 56-годишен возач од Кочани, кому одеднаш му се влошила здравствената состојба и починал додека возел, предизвикал сообраќајна несреќа. При тоа неговиот автомобил продолжил да се движи неконтролирано и удрил во 2 други возила кои претрпеле оштетувања. Според податоците од секторот за внатрешни работи, настанот се случил во вторникот околу 15 часот и 50 минути на улицата Страшоер Бапче во Кочани. Во полициската евиденција стои дека во критичниот момент се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко моторно возило Hyundai со штипски регистарски ознаки, управувано од ЈГ од Кочани. Потоа автомобил Opel Astra со кочански регистарски ознаки, управувано од 29-годишниот ЈИ од Нивичани, и автомобил Шкода Фабија што ја управувал ОВ од населбата Оризави. Во незгодата на местото на настанот починал 56-годишниот ЈГ. Увид на местото на сообраќајната несреќа извршиле јавен обвинител и увидна екипа од полициската станица во Кочани. При тоа бил извршен и разговор со сопругата на ЈГ, која појаснила дека непосредно пред сообраќајката најверојатно нејзиниот сопруг добил срцев удар и изгубил контрола над возилото. Потоа тоа удрило во другите 2 возила што се движеле по улицата. Кај возачите бил направен алкотест, но не било утврдено присуство на алкохол во крвта, а од починатиот била земена крв за анализа. По наредба на јавен обвинител, над телото на починатиот не е извршена абдукција, а истото е предадено на семејството за погреб. Јавното предпријатие Македонски шуми објави јавен повик со кој ги повикува граѓаните да се пријават за набавка на огревно дрво за наредната година. Рокот за аплицирање ќе започне од 3 јануари, а потребните формулари може да се добијат и од веб страницата на предпријатието. Започнува процедурата за поднесување пријави за набавка на огревно дрво за наредната сезона. Граѓаните кои сакаат самостојно да купат дрва треба да аплицираат по електронски пат најдоцна до 31 март следната година. Образците со барањата се достапни на интернет страницата на јавното предпријатие Македонски шуми. При тоа заинтересираните имаат можност да склучат договор за купување во готово или пак со отплата на 6 рати. Предвидено е испораката на огревното дрво до домаќинствата да се врши исклучиво согласно датумот за целосна уплата на договорената количина. Попуст од 10% доколку дрвата ги купат во готово и до година ќе имаат ранливите категории граѓани, односно социјалните случаи, лицата со попреченост во развојот, децата без родители, самохрани родители и стечени работници. Исто така, попустот следува и за семејства на бранители и на работници кои останале инвалиди на труд или пак загинале при работа. Тие имаат опција за купување на 8 рати, а превозот на дрвата ќе им биде бесплатен, при што ќе треба да го докажат статусот со потврда од надлежна институција. Рокот за аплицирање за купување дрва преку Сдруженијата на пензионери, преку инвалидите на трудот и синдикати на правни лица е до 31 јануари следната година, а склучувањето на договорите започнува од 1 февруари. Минатата година Македонски шуми продали и испорачале 485.000 метри кубни дрва, а на 10 до 15% од граѓаните кои исклучили договори за снабдување со дрва во 2016-та им биле вратени парите, затоа што испораката не била извршена на време.
Ева на Македонија и годинава не ги заборави децата од социјално ранливите категории семејства. Им додели новогодишни пакетчиња на вкупно 20 деца, ученици во основните училишта во Зрновци и Чешиново Облешево. Ева на Македонија и годинава продолжи со реализирање серија донации за социјално ранливите категории на деца од повеќе градови во државата. На децата од ранливите категории и групи од општините Чешиново, Облешево и Зрновци, во соработка со општинската организација на Црвениот крст Кочани, Дедо Мраз им додели новогодишни пакетчиња. Денеска традиционално, како и секоја година, по повод новогодишните и божичните празници, со Ева на Македонија организираме хуманитарна акција да споделиме радост, каде што се даваат новогодишни подароци на деца кои доаѓаат од социјално ранливи семејства. За оваа година обезбедени се во општина Кочани 20 такви подароци, кои ќе бидат дистрибуирани во 3 основни училишта, во основното училиште Страшо Пинџур во Чешиново, Климент Охридски во Облешево и Синише Стоилов во Зрновци. Така што денеска всушност целта на оваа активност е да дадеме така малце радост на малите дечиња во овие новогодишни божични празници и денови. Од училиштата изразија голема благодарност до Ева на Македонија, кои и оваа година не ги заборавија децата од ранливите категории семејства. Голема благодарност до Евана и за соработката со Црвен крст. Значи, ова не е прва соработка со Црвен крст, ние имаме долгогодишна соработка, исто така и со Евана имаме и пред неколку години донирано пакетчиња за вакви ученици. Оваа донација ќе помогне на ваквите дечиња, чии родители се во тешка социјална положба, да го почувствуваат духот на празниците, рекоа од Евано. Традиционална посета од Дедо Мраз на децата кои во моментов престојуваат на детското оделение во Кочанската општа болница. Им подари новогодишни пакетчиња и играчки, донација од Македонски телеком и јазичниот центар Амичи. Дедо Мраз изнуди насмевка од децата кои се лекуваат на детското оделение во Кочанската општа болница и кои некои од нив новата година ќе ја поминат таму. Им подари пакетчиња и играчки кои што се донација од Македонски телеком и јазичниот центар Амичи. Од мое име и од името на Македонски телеком и посакувам на сите дечиња брзо да оздрават и да се вратат во своите домови. На сите им посакувам среќна нова година, убави празници, многу радост, успех и среќа. Македонски телеком секоја година подарува на дечињата во медицински центар новогодишни подароци, барем за момент да ја направи новата година повесела. Инаку, променливото и студено време си го направи своето. Детското оделение на Кочанската општа болница во моментов е полно со деца, кои се лекуваат претежно од горни респираторни инфекции, проследени со висока температура. Новогодишни пакетчиња децата добија и од приватни лица, кои што сакаат да ги изненадат, односно од Ацо и Катерина Мазневи од Македонска каменица. Библиотеката Искра од Кочани успешно ја заокружува 2016 година. Големиот број промоции на книги, збогатувањето на фондот на книги во установата, како и успешно организираниот саем на книгата, покажува дека библиотеката ја задоволува читателската публика во Кочани и околните општини. Со запишани над 2000 членови, 2016 година беше плодна на планот на работата за Кочанската библиотека Искра, оценуваат вработените и раководството. Библиотеката во текот на целата година ги следеше сите тековни активности на издавачките куќи и беа набавувани сите најбарани наслови од читателите. Успешно организиран саем на книгата, голем број промоции на книги и изложби беа организирани во 2016-та, а со такво и позасилено темпо ќе продолжат и во новата година. Библиотеката ги избра најдобрите читатели за 2016 година. Нашата библиотека секоја година наградува најдобар читател од одделот за возрастни и најдобра читателка или читател од одделот за деца. Во текот на 2016 година, односно за таа година, најдобар читател од делот на возрастните ни беше Голубов Методи, а од делот за деца и младенци беше Милена Григорова. Исто така планираме и оваа година да продолжиме со таа традиција на наградени.
Во однос на збогатување на фондот на библиотеката, се разбира, имаме зголемен фонд, годинава привршуваме и со пописот на книги во библиотеката, така да во целосно сме снабдени со било каква литература, дали тоа ќе е белетристика или од онаа стручна литература што излезе како преводи на странските овие научни автори од сите области. Библиотеката е целосно снабдена и сметаме дека можеме да ги задоволиме потребите на нашите читатели и за 2017 година. Захариев најави и набавка на нови наслови и избогатување на фондот на библиотеката во новата година, како и организирање на уште поголем број културни наставни во установата. Джез дуото Мицанови со настап во Виница. Годината ја заокружуваат со подготовка на нов албум, чија промоција ја најавија за следната година. Джез дуото Катерина и Гоце Мицанови во придружба на гитаристот Зоран Михајлов пред новогодишно ги наполнија срцата на джез фановите во Виница. Со 90-минутен концерт ја заокружија богатата програмска содржина на домакинот и организатор Домот на културата Тошо Арсов, а воедно и уште една плодна музичка година во која зачна уште еден нов албум. После концертот, вечерашниот концерт, ми остануваат уште уште два настапи пред новогодишниот настап. Постојано сме со свирење, постојано настапуваме и ова престапна долго оцрнува на 2016 година. Да ви кажам, со душа чекам да заврши, да испратиме. Глобално кажано, преполна со настапи, преполна со концерти, почеток на снимање на нов албум. Меѓутоа, за окружувањето на албумот ќе биде во следната година. Така, живи, здрави, со настапи. Со кабарето и богатиот новогодишен коктел, Домот на културата само ги сумираше квалитетните содржини кои ги понуди на виничката публика во 2016 година, а во кои беа опфатени сите сегменти од културното живење, како на младите, така и на возрастните. На крајот од тековната година традиционална планинарска вечер организираше Планинарското спортско друштво Осогово од Кочани. На средбата беше направен осврт на постигнувањата во изминатите 12 месеци, а беа поделени и благодарници за најактивните членови. Планинарското спортско друштво Осогово успешно ја завршува тековната година во која беа реализирани сите активности што беа зацртани во годишната програма за работа. Неговите членови се собраа на заедничко дружење во рамки на традиционалната планинарска вечер за да ги одбележат постигањата во изминатите 12 месеци. На средбата присуствуваа 20 најактивни членови на клубот, кои во 2016-та го представуваа градот и државата на повеќе планинарски акции. По претходно одржаното годишно собрание, кога беа сумирани резултатите, на планинарската вечер им беа доделени и благодарници на членовите, за кои раководството оцени дека дале посебен придонес за развој на планинарскиот спорт во Кочани. Планинарите истакнуваат дека се задоволни од изминатата година и почестени од неодамнешната одлука на новинарите од источниот регион Планинарското спортско друштво Осогово да биде прогласено за најуспешен спортски клуб. Истовремено се надеваат дека истиот слух ќе го имаат и одговорните во општина Кочани при изборот на спортист и спортски клуб во општината, што доправа треба да се организира.
Почитувани, ги следевте вестите на Канал 8, следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.